Драги браќи и сестри, добро утро. Нека е слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, што одново можеме да се собираме и да го прославуваме Неговото име. Ово е посебен ден со кој назначуваме или сакаме да искажеме нашата благодарност кон Бог за се оно што прави Тој за нас. И затоа ова утро припремивме нешто повеќе од вообичаеното. Ќе имаме повеќе песни, ќе биде поубаво, а и после тоа имаме припремено нешто за сите оние кои сте тука, да останете и да бидеме заедно или да се дружиме заедно. Пред да започнеме со службата, сакам нешто да кажам што така ми лежи на срцето или ми смета или ми тежи, како и да го наречеме. Во петокот ми се јави еден пријател и ми рече: што се случува во вашата црква? И јас велам: а што се случува? Па вели, во врска со тоа со хомосексуалците, нели, вели во нашето село, бидејќи тој не е од Колешино, сите зборуваат за тоа, сите коментираат, па вели и мене ме прашуваат дали јас сум од таа црква. Таа вест некако многу е распространета, некои постојано, секојдневно шират такви вести, зборуваат, сака да не скарат, сака да не разединуват, сака да не омаловажуват, не напаѓаат, не вреѓаат, се исмејуваат. И тоа води до разделби, тоа води до несакани односи помеѓу верните, бидејќи гледам некои од верните тоа го прифаќаат и така се веќе зазимаат свој став, но тоа не е добро. Тие луѓе што го шираат секојдневно, постојано тоа, тие се исполнети со таа горчина и нивната цел е да рушат, да растураат, да разединуват. Ама тоа не е од Бога. Тоа не е од Бога, туку е од сатаната. Зошто? Господ Исус Христос како поставуваше? Тој имаше милион причини да зборува против свештениците, против фарисеите, против садукеите, против книжниците, против старешините, но тој не постапуваше така. Тој се однесуваше со љубов, сакаше да ги поучи, сакаше да ги поведе со себе, за да го најдат спасението. Не да ги осудува, не да ги отфрла, не да ги омаловажува. Така и ние треба да постапуваме. Нели вие сите нас одборот не избравте? Така ли беше? Гласавте сите за нас и ние како одбор се грижиме за црквата, ја сакаме црквата и мислиме доброто на црквата. И затоа ние бараме решение, бараме начин како ние да се заштитуваме од таквите влијанија, напади и како ние да обстануваме како црква. Нема многу широко за тоа да зборуваме во друга прилика, но од прилика треба да знаете дека треба да бидеме единствени, треба да бидеме силни и треба да си веруваме еден на друг. Ако сакаме да успеваме, ако сакаме да одиме напред во името на Господ Исус Христос. Ако почнеме помеѓу себе да се напаѓаме, да се расправаме, да знаеме дека тоа води до уништување и тоа не е од Бога. Тоа само малку како да знаете од прилика, да не им верувате на таквите гласови, на таквите зборови. И јас му реков на тој пријател: овде ниту се венчават, ниту ќе се венчават, ниту ќе дозволиме да биде тоа. Така да
треба да бидеме сигурни во тоа, бидејќи ние сакаме да ја вршиме волјата Божја, не волјата на сатаната. И нека Бог ни даде мудрост и сили и благослов за сето тоа. Сега ова утро ќе започнеме ова служба со песната број 47 и 6 ли е? Како видех 7. 46, околку звучи пресладко Исусовото име. Песната број 46. Сега ќе биде прочитан псалмот број 103.
Невенка ќе ни го прочита, Псалмот број 103. Благословувај го Господа, душо моја, и се што е во мене, неговото свето име. Благословувај го Господа, душо моја, и не заборави неговите добродетелства. Тој ги прощава сите твои грехови, тој ги исцелува сите твои болести. Тој ти го спасува животот од распадливост, те обвенчува со добрина и љубов. И го